Телевизија Нова денеска стапи во контакт со Сојузот на стопанските комори, од каде што вела дека масовно се вклучени во акцијата за помош на настраданите граѓани од саботното ужасно невреме. Повеќе од 30.000 компании се активно вклучени во донации, во собирање на парични средства, од каде што, како што велат самите, потоа одат од врата на врата и делат хуманитарна помош на граѓаните, се она што им е потребно, првенствена помош за надминување на штетите од поплавата. Дел и од градежните компании, денеска имавме изјави и од градежната компанија Трансмет, кои што велат дека дел од своите работни задачи ги имаат веќе стопирано и дел од механизацијата и од работната сила се стационирани во најзагрозените места во општина Гази Баба. Ние бевме на лице место таму во основното училиште 25 мај, кое што представува место каде што се координираат механизацијата и работната сила. Подготвивме прилог на оваа тема, па предлагам сега да ги погледнеме и деталите. Бизнес секторот масовно се вклучи во хуманитарните акции за помош на настраданите фамилии од саботното невреме. Над 3000 компании, членки на Сојузот на стопанските комори, се приклучија во донирање на парични средства, прехранбени производи, облека, кебиња, средства за лична хигиена, флаширана вода и се она што им е потребно на граѓаните. Стопанствениците одат од врата на врата, им ги делат намирниците на граѓаните, бидејќи велат дека на тој начин ќе им го заштедат времето на граѓаните кои се преморени од расчистувањето на штетите. Од ова бизнес дружение сметаа дека потребна е дополнителна работна сила на терен и ги повикуваат сите добронамерници да се вклучат во волонтерските акции. Една од поголемите компании од градежниот сектор Трансмет, членка на оваа стопанска комора, од саботата вечер е на лице место и рамо до рамо со војската и волонтерите учествуваат во расчистување на штетите. Телевизија Нова поразговара со координаторот на оваа фирма во населеното место Сингрид. Ангажирани се работници, волонтери и тешка механизација. Поголемиот дел од секојдневните работни задачи ќе бидат стопирани додека не се стабилизира состојбата во овој регион, велат од компанијата. Компанија Трансмет располага овдека со механизација, 3 скипа, 2 багера и 5 камиона. Тешки камиони, тросовинци и четворосовинци. Од компанијата се ангажирани работници, зависи према механизација, од 12 до 13 тренутно се ангажирани. Апел до сите компании. Тешка механизација е присутна. Потребно е мали камиони, од 5 кубика, 6 кубика, 7 кубика, 3 кубика, да се вклучат, пошто имаме тесни улички, кај што тешко се приоѓа со големи камиони, големи машини. Потребно е единство и со здружени сили да им се помогне на граѓаните од поплавените места, вели Кочан. Многу е важна организацијата и координацијата со локалните власти, додаде тој. Секое утро се прават планови како да се делува и колку лица и механизација да бидат испратени. Добиваме инструкции во школа 25 мај од 7:30, добиваме распоред каде на кои улици да се упатиме, што е загрозено. Не можеме сите семејства одеднаш да дојдеме, али ниедно семејство нема да биде оставено ако се уклучиме масовно сите граѓани на Скопје и сите граѓани на Република Македонија. Според пресметките на Сојузот на стопанската комора, секојдневно на сметката за донации легнуваат илјадници евра со кои се купуваат потребните производи за граѓаните од поплавените подрачја. Да, тоа е новина денеска што излезе. Институциите од областа на културата веќе ќе организираат хуманитарни представи, галерии и се она што опфаќа од областа на културата и билетите кои што ќе бидат продадени од овие хуманитарни цели ќе бидат префрлени на жиросметката, дали на Црвениот крст или директно на државата, за да им се помогне на граѓаните на кои што најмногу им се потребни сега овие средства. Институциите од областа на културата се вклучуваат во акција за помош на населението од поплавените подрачја по невремето во Скопскиот регион. Театрите, музеите и галериите ќе реализираат представи, концерти, продажни изложби и други активности, а собраните приходи од продажбата на билетите ќе ги префрлат на посебна жиросметка, наменета за помош на граѓаните погодени од поплавата, информира Министерството за култура, кое ја соопшти и програмата со хуманитарните настани.
Вкупно 14 представи во текот на август и септември ќе одиграат Македонскиот народен театар, Драмскиот театар Скопје, театар комедија, Турскиот и Албанскиот театар, како и театарот за деца и младинци. Со 2 изведби учествува и танеца, Македонската филхармонија и операта и балетот, ќе имаат вкупно 5 гостувања низ македонските градови. Со вкупно 17 хуманитарни изведби на театарски представи, филмски проекции и продажни изложби на уметнички дела. Во текот на август и септември се приклучуваат и сите останати театри и центри за култура од целата земја. Археолошкиот музеј на Македонија организира крводарителска акција. Оваа институција, како и Музеот на македонската борба, Националната галерија на Македонија, Музеот на Македонија и Музеот на современа уметност, воедно организираат и изложби од кои заработката ќе оди директно за помош на погодените од поплавата. Приходот од билетите од август за посетата на Музеот на вода во Охрид ќе бидат донирани за хуманитарна цел, а Охридско лето воедно приходите од 2 концерти на својата програма ќе ги намени за поплавените. Министерството за култура на 21 август на локалитетот Кокино пак, во рамки на проектот Кокино македонски бренд, ќе организира настан насловен Тврдина на сонцето. Во текот на целиот ден ќе се реализираат едукативни програми, работилници, астрономски предавања, кино на отворено, а вечерта во склоп на музичката програма концерт ќе одржат Мухамед Ибраими, Фолтин и Кирил Џајковски. Настанот ќе биде хуманитарен и сите средства донирани од посетителите ќе бидат наменети за жителите од поплавените подрачја. Така, заклучно со денеска 12 часот на сметката на Црвениот крст има донирано нешто повеќе од 550.000 евра, пари кои што ќе бидат наменети за граѓаните од местата кои што беа погодени од саботното невреме. Исто така сакам да кажам дека освен од домашните хуманитарни акции, сите оние пари кои што финансиски средства и стоки кои што се собрани за овие граѓани, пристигнува хуманитарна помош и од странски држави. Денеска добивме информација дека од Италија ќе добиеме 200.000 евра, а пред 2 дена од Австрија пристигна хуманитарна помош од висина од половина милион евра.